И добро ми дојдовте. Многу се радувам на новото студио. Такав малку денеска да прошетаме. Верувам дека ова ќе биде се затоа што ќе зборуваме за мода и затоа што ќе зборуваме за тоа како нашата модна дизајнерка Стефанија Насеска-Попадинец стигна до Харбин, Кина, каде што имаше навистина едно шоу кое што мислам дека долго ќе се памети. Само од фрижидер веројатно не излега овие денови, дека навистина има буквално насекаде, но денеска ќе имаме доволно детали и време во магазин, така што верувам дека ќе биде тоа едно супер гостување. Денеска ви ја најавувам Стефанија и нашата Стефи, може така слободно да кажам, нели? Добро утро, Тино. Добро утро до гледачите на Сител телевизија. Ти благодарам што денеска си тука, повели седни си. Благодарам. Сега вака, бидејќи ти си дизајнерка, морам прво да те прашам. Знаеш дека ние имаме ново студио, мислам освежено е малце, како ти се допаѓа? Имаш ли некоја забелешка, критика, пофалба? Знаеш, ние секогаш сме отворени за совети. Јас сум пријатно изненадена, сум била гостинка и претходно кај вас во студио. Секогаш сум се чувствувала удобно. Имате и давате чувство на како да се чувствувам дома, буквално многу пријатно. Па многу ми е драго. И морам да ви го пофалам новото студио, прекрасно изгледа и е баш добро освежување. Ти благодарам многу. Ова ние од денеска можам да кажам слободно, односно од вчера, јас сум од денеска за прв пат, дневната соба на магазин, така што верувам дека тука ќе имаме добар домаќин лук и еден куп гости кои што ќе си ја раскажа нивната приказна. Стефи, може Стефи да ти се обраќам, нели, да не бидеме онака многу официјални. Ти си една од најкреативните македонски дизајнери, тоа можам вака слободно да си земам за право да го кажам. Меѓу останатото, ова твое учество на модната недела во Харбин, Кина, иначе тоа е најстудениот град. Ке ни кажеш ти тоа како воопшто се функционира. Како Стефанија Насеска-Попадинец од модните недели во Македонија, од сето искуство наназад, стигна до покана за Кина? Би рекол подалечна дестинација, веројатно и нема. Може би има и Јапонија, малку подалеку. Јапонија, да. Да, се надевам дека еден ден би имал ревија и таму, дај Боже. Како? Па не е лесен патот. Позади Со авион. Со авион, да. 20 часа патување и стасуваш во Кина. Позади себе македонската јавност добро е запозната со мојата кариера. Имам 15 години кариера, значи не е било преку ноќ. Годинава е јубилејната? Годинава, да, имам јубилејно, славам 15 години. Значи може да се каже дека Харбин беше некако шлагот да си ја прославиш кариерата. Буквално до сега јагода на шлагот. Се надеваме дека во текот на годината ќе имам уште неколку представувања ширум светот и се надевам дека убаво ќе прославам јубилејната година. Јас за тоа воопшто не се сомневам. Ги среди ли импресиите за сето тоа што се случуваше во Кина? Знам дека и 6 емисии ќе ни бидат малце, ако одиме со детали. Детално, да, не можам да раскажам. Меѓутоа, вака генерално, ако во неколку реченици треба да сумираш за тоа како си помина во Кина и пред се ќе раскажеш и за оној третман буквално на светска звезда кој што го приредија таму и кој што велиш дека ние за жал не сме навикнати, ние не сме стигнати ниту близко до тоа. Меѓутоа верувам дека малку од малку денеска ќе имаме можност да го доловиме тоа на публиката и со твоето раскажување, меѓутоа и со оние видеа и фотографии кои што ги имат самата ревија. Ако ви кажам дека сакам повторно додам, мислам дека кажува се во позадина како сум си поминувала, меѓутоа и малку и подетално ќе го образложам. Чувството да се... Јас прв пат одам на таа дестинација, сум била на запад, сега го фатив малку истокот. Не знам што да очекувам, буквално од организација, од држава, стварно не знам ново искуство, сосема ново искуство. Меѓутоа, многу сум пријатно изненадена од тоа како кинезите не почитуваат нас европејците, кои почести се ни ги оддадоа таму и на кој пиедестал буквално не ставија како дизајнери, бидејќи не бев само јас
дизајнер од Балканот бев буквално само јас, меѓутоа имаше дизајнери дури од Мексико, од Сингапур, од Полска, буквално имаше дизајнери од скоро целиот свет. И кон сите имаше еден ист третман. Да, ова е делото на што нели ти се представи. Ова беше почетокот на ревијата. Сакав претходната колекција да ја надминам некако, затоа што таа постигна доста голем успех. А сигурно беше тоа многу голем предизвик. Буквално преголем предизвик, затоа што веќе не се надпреваруваш со некој друг, туку се надпреваруваш со самиот себе си. Тоа значи дека немаш конкуренција? Не значи дека немам конкуренција. Конкуренцијата е секогаш здрава, меѓутоа она што треба секој човек да го прави е да има надпревар со себе си, да се обиде да биде подобар секој нареден пат да биде подобар од претходното. А себе си е секогаш најтешкиот противник, нели? Па тежок противник сум. Ама добро си вежбала, добра си. Добра сум, да. Денеска беше неизвестно дали она торзо кој што го видовме ќе го видиме и во студиото. Меѓутоа не го донесе, да ти искарам вака малку јавно. Да, не успев да го донесам. За жал, тоа е единственото парче кое го вратив јас од Кина, затоа што колекцијата ја оставив во Пекин во шоурум на изложба, за да може кинеската јавност да проследи колекцијата и понатаму. Тоа значи дека во моментов твоите модели, односно овие модели кои што ги гледаме се во Пекинг, можеби некој веќе размислува да ги купи, можеби некој веќе ги купил. Се надевам, немам никакви информации, меѓутоа се надевам дека можеби куферот ќе ми го вратат празен. Доминираше белата боја, многу важен момент морам да споменам за Стефанија, што секогаш најчесто инспирација на вистина добива од сите оние знаменитости на ова земја. Ако претходно беа златната маска од Требеништа, сега беше археолошкиот локалитет Стоби и сите оние орнаменти кои што ги гледам и на сакоата и на мантилот и така натаму, всушност се она што може да се забележи во Стоби. Искрено дамна не сум бил, не се ни сеќавам. А еве, треба сите да ги посетуваме тие места. Јас секогаш инсистирам. Стефи, вода. Па не е проблем, добро, се осеќам. Секогаш инсистирам да си го почитуваме оно што е наше, затоа што моето искуство ми покажало така, како што кажав претходно сум работела и во странство и сум видела дека единствено можеме да се продадеме во светот, да бидеме конкурентни ако си го покажеме оно што е наше или оно што го имаме ние. А често пати тоа, за жал, сите знаеме да го подцениме, свесно или несвесно, нели? Па поголемиот дел зборува. Гледам дека полека се враќаме на корените и тоа ме радува. Јас пробувам секогаш да извлечам инспирација од нашата историја или нешто што имаме впечатливо и да го имплементирам во тековните светски модни трендови и затоа можеби сум интересна и актуелна. Како што спомна, белата боја беше клучна. Сметав дека треба да ја поврзам со мермерот. Јас не потекнам, туку сум од Прилеп. Ние го имаме најбелиот мермер во светот и треба да бидеме горди со истото и некако си го поврзав, символиката си ја поврзав за себе си, затоа што тоа е тоа што мене ме прикажува. И скулптурите се изработени од бел мермер. Така, значи ништо не е случајно. Тргнувајќи од боја, од детали. Буквално ништо не е случајно. Обично дизајнерите секогаш така работиме. Најдуваме една ситница и се ја поврзуваме со нас лично. Многу интересен момент е, буквално ги имаш доловено оние пауни, ако можам да кажам, орнаментот, делот од стубовите кои што се во Стоби. Беше ли предизвик тој локалитет некако да се преточи во креација, при тоа сите креации да има нешто што ќе биде заедничко и од сите нив да направиш и дел кој што во тевнина ќе светат и тоа ќе долови еден дополнителен ефект? Апсолутно предизвик е секоја нова колекција, а особено една ваква колекција каде што треба да се изработат тродимензионални
скулптури, буквално да ја оживееш скулптурата. Беше огромен предизвик. Работев со посебна sustainable техника или одржлива техника, значи тоа се работи за еколошки материјал кој не ја загадува природата. Тоа е еден огромен плюс, дополнително ми дава мене ми одскочна даска како дизајнер. Исто така се потрудив да направам детални истражувања, иако периодот беше премногу краток за реализација на колекцијата. Морам да се заблагодарам на мојата мајка, на татко ми, на цело мое семејство, поблиското семејство, затоа што беа тука со мене во тие напорни и тешки денови, ми помогнаа доста. Знам дека буквално се изолира од светот, она која ќе кажат се изолира, во буквална смисла се изолира. Да, буквално се изолирав, не прославив ни Нова година, патував за Божик, претходни празниците во декември, во јануари воопшто не ги ни почувствував, меѓутоа некако сето тоа ми даваше мотив, правам една жртва за нешто поголемо што следува и ми се исплати сето тоа. Како успеа овие парчиња да ги спакуваш во куфер? Морам тоа да те прашам. Инаку, ова е на црвениот килим, текпи. Pink carpet. Pink carpet, да. Да, тука давав интервју за кинеските медиуми, меѓу кои и Вог, и големи други кинески медиуми. За жал не успевам да ги објавам сите тие нивни објави, а и да ги објавам на кинески. Не можам да разберам што пишува. Но јас се потрудив да се презентирам државата во најдобро модно светло. Затоа што сметам дека ние младите и било кој уметник треба да се презентира сопствената држава надвор во странство секаде. И сега како се спакува? Се спакував, секогаш нарачно. Лоша сум била по природните науки, значи секогаш сум била подобра во уметност, меѓутоа кога малку разбираш математика и физика. Значи тука тежината со волуменот. Буквално некако успеав да се спакувам затоа што бидејќи сепак има тридимензионални. Тридимензионалните, да, па беа ставани едни во други, измеѓу беа потполнувани просторите. Среќа што како организација се премногу добро организирани. И имаат пегли, стимери, буквално целосна опрема на самото место на настанот, посебен бекстејдж за секој дизајнер, па можевме она сето што е изгужвано да го испегламе да изгледа перфектно на сцена. Дали ова досега во овие 15 години од како официјално ти работиш како дизајнерка е врвот во кариерата, со оглед на, да речам, сите услови, сето она што ти беше овозможено, на личното чувство и сатисфакција кога гледаш дека ти си таму дизајнер, а не си некој кој што освен тој момент треба да трча по манекенки, треба да се снаоѓа каде да се преслеча, треба да се носи пегла од дома и така натаму. Реално да. Во мојата лична кариера, значи за мојот бренд, това ми е досега врвот. Сум заработила во Америка за други брендови каде што било, меѓутоа таму не се појавувало моето име. Тука беше појавено моето име, името на мојата држава. И се сеќавам, имаше една фотографија, не знам, може и ја има во оваа галерија, каде што нели на самата врата пишува Стефанија Насеска. Имињата на дизајнерите беа, настанот се одржува во еден огромен шопинг мол, луксузен шопинг мол и воедно представува еден дел од молот и центар за модерна уметност. И тука буквално се одржува настанот. Низ целиот мол, нашите имиња, таква презентација јас не имам на друго место доживеано. На видеобимови на екрани низ целиот мол беа прикажувани нашите реви во текот на цела модна недела, а имињата ни се среќава буквално на секој чошкаде и да се завртиш. И ги имаше, ако влезеш во било кој бренд, да си купиш нешто за себе си или без разлика, на касата го има името на дизајнерите кои учествуваат на настанот. Научи ли на кинески да им кажеш ова сум јас? Не научив. Што научи на кинески? Нихао, спремна бев. Тоа е како си, така? Не, тоа е здраво.
Требаше така да те најава. На режија може ли од почеток да вратиме? Требаше така да те најава. Научив благодарам, шие. И научив уште 2 збора кои во моментов не ми ги заборавив. Шие. Да. Па добро ми се поврзува со професијата. Шие што значеше? Благодарам. Па доволно, мислам дека значи, ако кажеш шие, ќе помисла дека Стефи во моментот прави некој дизајн? Мислам дека извини беше некако ти бучи, нешто така во Бучи. Така да основните 3 збора за комуникација мислам ги научи. Да, и секогаш кога ќе ги кажев тие зборови на ликовите таму, секогаш добивав насмевка во позадина, некако сигурно симпатично им звучело. Многу мислам дека беше многу симпатичен момент и беше се гледа благодарност. Ама и кинезите по природа се различно воспитани, културата е различна. Буквално, мој личен впечаток дека се народ кој знае за ред и дисциплина, пред се. И почитуваат свој личен простор. Имаат премногу почит. Свесни за туѓото време, значи никогаш не се каснеше никаде, ревиите почнуваат точно на време. Преголема благодарност ни изразува и некако со почит ни кажуваа дека ние сме им најпочитуваните гости во моментот во Харбин. Тоа е навистина огромна чест, би рекол. Ти имаше и еден краток говор, се обрати до сите останати, што исто така е една голема чест, нели, да имаш таа можност. Велиш дека и самата беше позитивно изненадено тоа колку многу новинари на едно место го проследија овој настан. Колку се важни ваквите модни реви, зборуваме за сериозни модни реви со огромен публицитет, за понатамошната кариера? Колку на овој начин имаш опција да се вмрежиш и, нели, твојата приказна, да речеме, се посериозно и се повеќе да излегува надвор од Македонија? Овие настани се премногу важни за еден бренд, затоа што токму како што кажете, мрежувањето е можеби и е најбитно во нашата професија, затоа што без контакти не можеш никаде. Јас на овој настан запознав доста организатори на модни недели кои присуствуваа таму и по-квалитетните дизајнери ги канеа на не само она што им паѓа, пошто им се допаѓа повеќе или поинтересно му е, ги канеа на нивните настани, така да јас имам отворени покани, нескромно звучи да се пофалам, меѓутоа имам отворени покани за неколку настани ширум Европа. Пред себе го издвоила Париз, Лондон, Грузија, настрана од сето тоа како презентација, можеби Албанија не беа како држава присутни таму, меѓутоа виделе дека сум учествувала на социјалните медиуми, па ја виделе мојата колекција и ме исконтактира и од албанската модна недела. Значи, ова си повлекува буквално нови моменти и сега твое сето тоа да видиш како може да го склопиш. Се надевам, модните недели се доста брзо. Јас не знам колекцијата кога би ми се вратила и дали би ми се вратила целосно. Дај Боже да не се врати. Дај Боже, да. Немам премногу време, од март почнуваат нивните модни недели. Немам премногу време за спремање на нова, затоа што во претходнава некако се исцрпив и беше огромен предизвик. Имам недоработени идеи, меѓу кои мозаикот од крстилницата, кој го веза мрачно. Тој требаше да биде на ревијата. Меѓутоа остане недовршен и поради тежината, морав да бидам практична, и поради тежината која самиот мозаик ја дава на фустанот, не успеав да го однесам. Значи мозаикот останува да го видиме како парче тука. Уште неколку идеи, да, останува да бидат дополнети на колекцијата и се надевам дека ќе добијам покана и од некој од македонските модни настани, па би ја прикажала и пред македонската публика. Така.
Како си помина во Харбин од аспект на доживување на градот? Знам дека немаше многу време, меѓутоа сепак ова е едно од најладните места, би рекол буквално. Како беше минус 25 степени генерално? Минус 25 степени регуларни преку ден. Тоа не можам да замислам. Како е кај нас кога е минус 3, сите сме како пингвини и тоа премногу ладно ни доаѓа. Во Скопје можеби сме малку помеки, поразнежнети. Ние во Прилеп знаеме да имаме. Прилеп и Битола знае да има ладна зима. Ама не минус 25. Па сме имале минус 23 сме имале. Стварно? Да. Тоа кога си била мала? Не може, не мала, ама пред некои 10 години сигурно. Ти за тоа издржа во Харбин? Јас имаш искуство. Со искуство психички бев припремена, мислам за тој студ, затоа што претходно направив едно кратко истражување. Меѓутоа сепак не знаев дека одам на нешто различно, ама не знаев што се ми очекува. Очекував да видам кинески градби, знаете, со тие покривите, не она традиционалното. Кога стапнав во Харбин, покрај ладната атмосфера. Трепките одма замрзнати, а? Замрзнати ноздри, трепки, буквално се замрзнато. Меѓутоа не дозволуваат да го почувствуваш тој студ, затоа што објектите му се сите загреани до тој степен што сакаш да пократки ракави да се шеташ. Има разлика внатре и надвор 50 степени. Во внатрешните простори е 25, а надвор е минус 25. Ова му доаѓа како ние кога влегуваме во сауна, излегуваме надвор. Така некако, само во обратната варијанта. Подовите му се загреани, значи автомобилите, седиштата му се загреани. Нас не пречека со личен асистент ни беше доделен, не пречека шофер ни беше доделено обезбедување. И имав можност, затоа што ги имав тие услови, имав можност да прошетам низ Харбин, толку колку што ми дозволува времето и се заљубив. Сварно? Да, затоа што градот некако во минатото доживеал влијание, руско влијание и го има некој таков руски шмек, затоа што сегде можеш да видиш, особено по центарот на градот, архитектура европска, сладкарници, продавници, хотели, кај што си го гледаш кириличното писмо. Тоа е интересно. А гледаш цело време луѓе, мислам, кинези? Да, гледаш косооки луѓе и гледаш кирилично писмо. И некако, знаеш, топло ти е на душата. Матриошки, руски десерти, ќе се пофалам дека јадев сладолед традиционален од 1906 рецепт година. На минус 25 степени. Бов ли беше сладоледот? Вкусен беше. Од што проба? Еден е како сладолед на стапче и бел, да, од мислам дека некако некое сојно млеко беше. Си го произведуваат таму, да. Баш од таму, од 1906. Да. Тоа е едно искуство. Раскажи за тоа како телефонот се исклучува на тој студ. И дека е проблем да си направи слика. Освен што Харбин е познат по модната недела, која се одржува во јануари, Харбин е познат во зимски период по најголемиот град изграден од мраз. Буквално од мраз, реални градби, во реална големина. Тоа се должи на ниските температури и реката Сунгари, која е огромна. Еве, за да имат гледачите представа, можеби ширина има колку 4-5 наши Вардар, да речеме. Стадион. Да, буквално огромна ширина и во зимно време замрзнала дури до 1 метар длабочина. Гледав некој видео, мислам дека е од таму, нели, кога со посебни машини сечат буквално огромни коцки мраз од таа река, па ги... Ако гледачите го имаат гледано цртан од Елза, буквално е Елза во живо, иако тоа се случува, да речеме, на европско тло. Ги имаш тие фарми за мраз, каде се одсекува мразот со пили, камиони се движат по реката и со вилјушкари се собира мразот и се става во камионите, потоа се складира на одредено место и после дури по одредено време се користи за градба на тие објекти цели, каде што е светот на мраз и снег, така го викаат.
Интересно. Температурата таму бидејќи беше на отворено и празен простор на дневно ниво во моментот кога бевме ние беше минус 30 степени. Вау. Се препорачува да се оди по зимска опрема за скиење, меѓутоа јас немав можност да Уште тоа фалеше. немав можност да носам такво нешто. Бев топло облечена, но раката ја извадив од ракавица за да сликам. Буквално ми замрзна и ми се здрави до болка. А телефонот во неколку сликања ми се искучи мртв. Тоа е тоа. Значи не е до Wi-Fi, таму не можеш поради температурата. Предпоставам дека во Харбин најмалку од електрични апарати се продаваат замрзнувачи. Мислам дека може надвор да се чуваш работи. Да, а најмногу powerbanks. Батерии за полнење телефони. Баш. Може и се некои специализирани. Уште еден момент што сакам да се спомене е интересен, кога ти притрчале да се сликаат и кога тука реагирало обезбедувањето. Тоа беше доста ново искуство за мене. Јас сум патувала секаде, никога не сум имала такво искуство. После мојата ревија, нели даваш интервју пред медиумите и после тоа интервју, кога сакав да си одам во бекстејдж, имаше доста ликови од публиката кои притрчаа и сакаа да се фотографираат со мене, ме прашаа нешто на кинески, јас воопшто не ги разбрав, меѓутоа кога ги видов телефоните, сватив дека сакаат да направат фотографии, јас на англиски кажав да, слободно, нема проблем. Во истата секунда кога јас кажувам да, обезбедувањето застанува и со раката ги стопира, да не може никој да има буквално на 1 метар од мене, не може никој да прииди. Асистентот ми објасни дека е тоа за моја лична безбедност, дека сакаат да се фотографираат, меѓутоа заради мојата безбедност, затоа што не знаат што може да се случи, ја не се чувствував загрозена ниту во еден момент. Сметам дека се мирен народ, премногу. Едноставно изреагирале така и дека и понатаму ќе реагираат така, затоа што сметат дека ние треба да бидеме најзаштитени. Тоа е она на кое што го гледаме кога во Холивуд обично, нели? Тоа кај нас го немаме. Да, тоа сум го гледала, во Холивуд сум го гледала тоа. Па буквално не може да излезе затоа што трчат и тука обезбедувањето мора да реагира. Сакаш така да би функционирало и тука? Јас не сум таков лик. Дека некако тоа е малце дистанцирано и... Јас сум многу поприступачна и по-народски лик, едноставно сакам да сум другар со секој. Може ли да се биде во оваа професија другар со секој? Гледам да имам добри односи со сите. Дали чувствувам јас на моја кожа злоба и љубомора? Чувствувам, да, морам да бидам искрена. Меѓутоа, гледам тоа да не ме попречи во мојот напредок. Так, во твојата цел. Честитаа ли колегите? Да, добив не само колегите, благодарам на медиумите, благодарам на пријателите, благодарам на колегите, не само што ми честитаат тука од нашата земја, ме споделија секаде. Буквално се сите колеги кои сум во контакт ме споделија на нивните Инстаграм профили, дали во Србија, дали во Босна и Херцеговина, во Полска, буквално... Значи имаше таа поддршка. Да. Одлично, многу ми е драго. Многу ти благодарам за денешно гостување. Верувам дека Харбин ти е јаготката на шлагот за овие 15 години, но дека твојот светски момент и слава доправа доаѓа, бидејќи знам колку навистина вредиш. Само продолжи по она што си го зацртала и да се гледаме за вакви огромни модни настани. Се надевам дека повторно ќе ви бидам чест гостин. Ајде, те чекаме сега. Се чувствам, мене ми ова дома веќе, многу ми е пријатно. Се надевам дека нема да остане само на Харбин, дека ќе гостувам и за да раскажам и други искуства надвор од Македонија.
Фала ти уште еднаш, Стефи, и да се гледаме за убави работи. На крајот на денешното издание на Магазин ќе ја слушнеме песната која што Даци Александар Митевски направија во чест на Фросина Кулакова, која што меѓу останатото нели беше модна дизајнерка. На официјалното отварање и почетокот на работа на фондацијата беше промовирана оваа песна, па денеска затоа одлучивме токму тука да добие и заслужено место во чест на Фросина. Уживајте во песната, емотивна е прилично, тоа морам навистина да го потенцирам, и останете на Сител, верувам дека ви бевме супер друштво. Се гледаме од утре. Чао.